Потребата за екзистенција е главната причина поради која Вангелија Пармачка и незиното семејство од село Будинар Циберовско одлучуваат да се занимаваат со одгледување на овци. Речиси 3 децении напорно работат и денеска имаат околу 700 грла овци. Произведуваат и сирење за што е потребно многу работа и вложен труд, ама проблем е што во моментот нема работници. Иако платата која се нуди надминува 1000 евра месечно, никој не сака да работи и да се занимава со сточарство. Со овци се занимавам уште од детски години, ама интензивно кога стапив во брак со мојот сопруг, немавме екзистенција за опстанок, значи тогаш немаше вработување. Молевме за да идеме некаде, што се викава за чистачки, макар со школа, немаше не се бараше работна рака и се одлучивме да работиме земјоделие, бидејќи тоа го знаевме, потекнуваме од земјоделски семејства. Почнавме да чувавме околу 20 на грла на овци. И понатаму така со нашите деца постепено бројот растеше и сега е околу 600 до 700 грла овци, тоа значи го работиме веќе 27-8 години. Напорно е, тешко е, треба многу упорност. За разлика од ова година или од денешниве години, годините наназад, да речеме пред 15 години, имаше работна рака, имаше народ, значи си помагавме едни на други и идеја кај нас работници бараа да работат кај нас. Тогаш ние имавме помалку грла на овци, ама сепак имавме работници. Сега работници навистина ни требаат, а никаде ги нема. Дополнителен проблем се климатските промени. Зимите студени и суви, летата со многу пожари, па треба речиси да нема. Тие се принудени овците да ги чуваат дома и да ги хранат во штала. Ние сме на такво место каде што зимата се многу суви и ладни и мора да инвестираш повеќе дополнително економски трошок во сточарството, а летата, како што можете да забележите, пожари на секој рид, на секој ќош. Еве ние нашите овци са бајле ги искаруваме по 1-2 часа чисто да се прошетаат, да се издишат. Трева никаде не можат да најдат, тоа е се суво и сме принудени да ги раниме овде во шталата на јасли, така да ова што сме го произвеле, ние си произведуваме храна за нашите овци, бидејќи сме органски произведувачи, ама храната што ја произведовме летово и ќе ја потрошиме и за зимово треба да бараме друга храна, одиме на нивите, ги наводнуваме кај што има вода за да можеме нешто да собереме и за зимото. Иако има помоши од страна на државата, таа помош не е доволна, па како што вели Пармачка, се помалку луѓе се одлучуваат да работат земјоделие и сточарство, со што стока речиси да нема. Вели решение е да се инвестира повеќе за да се привлечат младите да работат сточарство во својот роден крај.